Од нова година покачувањето на цената на струјата кај нас е повеќе од известно, изјави за 24 вести директорот на СМ Васко Ковачевски. Согласно законот, регулираниот пазар се прави цена на секој 6 месеци, значи во декември треба се донеси цената за првите 6 месеци од 2023 година. Тарифирањето по блокови, кое што лично сметам дека можеш и требаше се направи порано, носи резултати. Тие што штедат и трошат помалку енергија, плаќат иста цена или пониска. Тие што се луксузираат плаќат повисока цена. Сметам дека таквиот начин на тарифирање носи резултати. Тука поможува исто така граѓаните да ги намалат потрошувачката и да ги намалат сметките и се очекува да се направат пресметки за наредната година. Веќе е сигурно дека ќе има поскапување, меѓутоа јас секогаш потежирам да биде благо, односно поскапување во рамките на нормалата, да нема некои екстремни зголемувања. Најавеното покачување не е изненадување за никого, само прашање е за колку. 10%. Па сигурно 10 нема да биде доле ако има веќе покачување. Колку сакат, толку си качат и никој не може да ги рече ништо. За распашана банда. Па првак што кажуваат, тоа е дека не би требало многу да види, а сега дали точно ќе види, ќе видим. Она што кај нас се уште е дилема веќе е јасно во Србија и Хрватска и тоа би можело да значи кое ќе биде новото ценовно ниво. Така поскапувањето на струјата во Србија ќе биде повеќе од 11%, а во Хрватска од октомври се очекува второ поскапување годинава за 30%. Причините за ова е што на пазарот во континентална Европа цената вчера за прв пат надмина 600 евра за мегават час, а во Франција поради проблеми со нуклеарните централи надмина 1000 евра. Неизвестноста на цените ја потврдува и српскиот експерт и директор за Српската берза за електрична енергија Милош Младеновик. За сега показателите се дека за последниот квартал од годинава и првиот квартал од следната година очекуваат цени над 600 евра за мегават час. Ова е цената на пазарот на големо, затоа треба да се има предвид дека таа автоматски не се одразува на цената за крајните потрошувачи. За нив таа е повисока од производната цена. Вели Младеновиќ. Паралелно, хрватските експерти, анализирајќи ги сите околности според кои ќе се формираат цените за домакинствата, пресметале дека од 1 октомври сметките за струја треба да се зголемат за 30%. Секој граѓанин нека погледне на берзата. Ја поминавме магичната бројка, веќе стигнуваме 600. Изјави Иво Милатик, државен секретар во Министерството за економија. Во магепсаниот круг на поскапувања поради поголемата цена на струјата сигурно е дека ќе уследат и нови покачувања на други производи и услуги. Нема сомнение дека новите цени на струјата повторно ќе ја шокираат индустријата со сите последици. Веќе им е јасно на сите што потоа ќе се случува. Изјави економскиот експерт Зоран Јовановски и подпредседател на Стопанската комора на Македонија. Во меѓувреме, кај нас владата утре ќе прогласи кризна состојба во енергетиката, а од 1 септември во земјава стапуваат на сила мерките за штедење. Утешно во целата неизвестност е дека засега барем не се најавуваат рестрикции на струја.